Благодарам, колега Милошевски. Господине Османи, не знам за останатите колеги, но јас денеска доживувам дежаву во оваа сала. И морам да признам дека не можам да не говорам со емоции, затоа што прашањава за кои што денеска зборувам, односно имам лош обид за зборување, ме задираат мене како македонка. И не задираат со години од како сте вие на власт нас македонците. Во оваа сала, почитани колеги, многу малку гледам од тој состав тука, започна 2018 година промената на Уставот и промената на уставното име, и тогаш некакви кариеристички функционерчиња, без да го послушаат советот на граѓаните, гласниот крик на македонците, дека не го сакаат името со кое што демек многу се гордеете, противуставно, против волјата на македонскиот народ во оваа сала, откако си ги поднаместија фризурите, после потопот што го има на референдумот, и откако добија одредени, како да ги наречеме, нели, иако јас не сум дипломат, можам слободно да кажам, онака како што народот кажува, ниту пак имам некакви дипломатски интенции, сигналчиња дека балкански треба да се реши начинот, не забораваме, и како се реши, и се погласни се во јавноста прашањата од каде се парите, колку пари им се дадени, како се купени, како е дојдено до тоа. Ова го кажувам за да не излезе дека се разговара за тоа. Тука не секако. Ова во храмот на демократијата секако такво нешто не може да слушнете. Завршена е таа приказна. Ке видиме колку. Сега, тоа дежаву го доживувам денеска од некој друг сосед, господине Бујар Османи. А тогаш од оваа говорница слушав и просто не можев да верувам што се ми кажуваат, не само на мене, но туку на целиот мој македонски народ, дека, па знаете, дури и рекламите беа такви. До сега ке бевме во ЕУ, па билборди со европско здравство, па вакцини, па не знам што. Ама само уште ова, и сега тука ке ваш дипломатски речник ке го употребам, разлика е тогаш, не беше разлика, државата се смени само, тогаш беше разговор за разликите, нека ме коригира некој од дипломативе присутни тука, помеѓу Грција и Македонија е разлика помеѓу Бугарија и Македонија. Што има различно? Што има? Ке кажете ли? Гледам, престанавте интерактивно да се однесувате. Ке му кажете ли? Ке му кажете ли на овој македонски народ што е разликата? Додека во тој преспански договор вие како влада трчате све да остварите, па и лични карти, и коси црти, уште што не направивте за да бидеме сведени на една територија и на граѓани. Јас колку не сум била кај нашиот сосед кој што многу не поддржува долу, ама кажуваат дека една табла немал сменето. Па сега јас, господине Бујар Османи, како министар за надворешни работи и како граѓанин на оваа држава, а пред се македонка која што ја атакуваат од сите страни можни, морам да ве прашам, кога ги слушавме сите навредливи коментари
од страна на бугарските функционери, вклучително и резолуцијата која што за нас не само што не е прифатлива, туку и навредлива, не слушнав, не вас само од медиуми можеме да ве слушнеме. Ова денеска е една фина форма за да се изглуми дека еве Бујар е поразличен од Димитров и може би е во ред, но веќе немам намера да давам комплименти за несуштина. Затоа што сум атакирана како македонка постојано. Значи, поентата ми е, не видов ваша дипломатска нота, избрани сте од мене и останатите колеги, за да не штитите, дававте заклетва за да не штитите нас, не дадовте, не слушнав јас некоја нота. Ако сте дале некоја дипломатска нота, да кажете на македонците, на бугарите, тогаш, еве да речеме дека сум го пропуштила тој момент. Прво. Второ, за дежавуто имам уште многу да зборувам, ама нели нема многу време, а има други колеги. Значи, спорот го крстивте разлика помеѓу Бугарија и Македонија. Не. Не е тоа разлика. Тоа е доктрина на Бугарија која што трае 150 години, а која што квислиншката влада, инсталирана во 2017 година, за потребите да се реши прашањето на начин на кој што се реши, и сега по принципот малку морков, малку стап, македонците само стапот го јадат, господине Бујар Османи. Моркови не видовме, па дури ни мизерно вака да ни дадеа вакцини на времето кога требаше да ни дадат. Не ги гледам големите гарантори, голем дел од тие, бога ми, веќе отидоа и во политичка пензија. Не ги гледам големите гарантори да ве тапкаат по рамо и да викаат, ајде уште ова, па уште ова, господине Бујар Османи, ама после не знам шо ќе остане за да влезе во ЕУ. И се велите, асиметричен е овој спор, па асиметричен договор подпишавте. 2 месеци од како октроираниот несуден Нобеловец стана премиер, само по 2 месеци подпиша договор за добрососедство со Бугарија. Отворена беше седницата тогаш, кажаа моите колеги тогашни, кои беа на седницата, ама не послуша и не ги примени тие забелешки, добронамерни секако. Треба ли воопшто ние тука да зборуваме, дали на опозицијата забелешките се добронамерни? Па ве молам. А пак овој премиер, кој што е нелегитимен, за една недела, повторувам, од пакет кој што е 5+1 и одговори на 5+1, ги сведе на 4+1. Кого прашавте? Кого праша нелегитимниот премиер? Затоа кога велевме на изборна влада не имате легитимитет, излеговте ли на избори за да кажете тие како ќе ги анулирате одговорите на 5+1? Еве денеска, Дојче Веле, има новинари, нека ме демантираат. И што е ова глума тука? Македонските бугари ќе бидат дел од уставот, се преговара за рокот. Бугарскиот премиер ова го кажува во Националното собрание на Бугарија. Не си играат они вакви сцени, не прават? Не. Си кажува што се договорил со нелегитимниот премиер, кој што е премиер една недела. И вика, се преговара, бугарскиот премиер кажа пред овој пратениците дека македонските бугари ќе влезат во уставот на
Република Македонија, па јас прашувам и инсистирам на одговор. Значи, прашувам господине Бујар Османи и инсистирам на одговор кој ви е право, од каде го црпите легитимитетот, да ги внесете, односно да го решите, еве, малку дипломатија, да го решите. Тоа е едно прашање од 5+1, за кое што се сведе на 4+7, и без да прашате и не дојдете тука да ни кажете. А тоа сте обврзани да го направите. Зашто суверенот, барем на хартија, во оваа држава се граѓаните, а граѓаните, треба ли ова да го објаснувам, а граѓаните се представени преку нас. Сега, велите, не можеме да се мешаме во внатрешните работи, нели? Не постои, не знаеме дали постои малцинство. Многу беше експлицитен вашиот лидер Али Ахмети, кој рече да, дека чул во Македонија дека има бугари, ама не чул дали има македонци во Бугарија. Селективни вести ли гледа Али Ахмети? Срамота. Колку мислите дека македонскиот народ може да издржи понижување? Имате ли вака мерка единица кога ќе седнете на влада, па да знаете вака колку може овој македонски народ да издржи? И како можете да се откажете од нешто што постои? Затоа што знаете што? На дел од медиумите, не се сите баш до тој степен контролирани. Кога ќе излезе вашиот лидер да каже дека не знае дали има македонци, веднаш се појавува, го заборавив името на лидерот на ОМО Илинден, Стојков, се појавува, жив и здрав, фала му на Бога, и кажува дека многу му е жал што неговата влада во матичната држава, матична си ја чувствува, и со право се откажала од нив. И знам на што ќе се повикате. Знам на што ќе се повикате. Ама немојте. Имајте малку веќе чувство дека овој македонски народ е премногу понижен. Кој сте вие да преговарате за мојот јазик македонски? Кој сте вие мене и на моите предци да ни кажувате дека до 45-та година сме биле бугари? Така вели вашиот пријател во Бугарија, а од 45-та сме македонци. Ајде ве молам, малку, како да ви кажам, намалете го доживувањето. Очигледно е дека многу воодушевени бевте од прекот, Бога ми, бугарите добро ве шармираа со... Ве скенирале, гледаат дека дипломатија нема, очигледно, од Преспа па наваму, па и од пред Преспа. И си викаат, овие, дај со сите можни, да, колешке, станете, реплицирајте, обратете му се докажам. И многу убаво ве пречека, па дури не го криевте вака впечатокот од доживувањето, не можевте дури ни тоа така дипломатски да го поднесете. И да скратам тука, ве пречека како што ве пречека, и од тука го добива мојот заклучок дека треба да го намалите доживувањето, затоа што има многу работа, а таа работа е заштита на македонското културно наследство, на македонскиот идентитет и македонскиот јазик, и флоскулите од типот не се разговара веќе, барем за мене се, јас за мене си говорам. Ке си стане секој ке си каже, за мене, бидејќи
ќе повторам, дежаву е ова, и знам што говореа големите мислители со малите мозоци тука, по тој дел, не може да помине. Не може да помине. Не знам што треба да кажам, на кој јазик да ви кажам, освен на чист литературен македонски јазик, дека треба минимум почит кон македонскиот државотворен јазик. Јас како Блајка Ласовска, македонка пратеник кој што ги застапува граѓаните од Источна Македонија и секако македонскиот народ, не ви го дозволувам ова. Не, и сега може би ќе да знаете таму во собрание, идовме, не им кажавме секако на Ковачевски, сега треба да му реферирате најверојатно на Харвардовецот, дека не сте кажале ништо, успеавме некако, знаете, таму имаше професорката нешто ни држеше овај уставни предавања, медиумите нешто ќе пишат, ќе кажат, ќе се занимаваат тоа овие денови, а во меѓувреме оној експертот што го пративте у енергетската комисија, ќе ги типка цените нови на граѓаните, на сите граѓани, и во извештајот ваш на Харвардовецот ќе кажете, имаше таму една која нешто викаше таму, нешто поврзуваше со Преспански, со ова, со она, ама мислам дека поминавме добро, купивме 2-3 дена, ајде да видиме кога треба да се менува уставот, колку се вие пари од кај ќе собереме, кој ќе даде, кој ќе го финансира ова, и така мислите дека ќе помине, не знам, не сум сигурна. Тоа со говорот на омраза кој што сте го договориле, и за тоа имам мое мислење, мајде да не ги кажувам сите мои тези, да не биде пак теорија на заговор, а се што кажавме се оствари. Ама само сакам да ви кажам, господине Бујар Османи, да сведам дискусијата еве при крај, дека не е 2016, не е 2017, и дека, знаете како, моментот кога кажавте дека на граѓаните сте им здосадени по телевизијата, да, точно е тоа. Дека сте им здосадени по телевизија. Многу често излегувате, може малку да намалите. Ама јас ќе ве надградам во или ќе ве коригирам нездосадени македонскиот народ. Значи, мојот македонски народ, ве гледам во очи и ви кажувам, уште еднаш, мојот македонски народ е исплашен од вас и од оваа влада. Да, немам друг термин, освен да кажам дека мојот македонски народ е исплашен од оваа влада. И знаете, не постои во историјата на Македонија, на Република Македонија, не постои влада во која што толку многу малку доверба и од страна на македонците во купи-продај владата, во квислинзите во владата од сега. Од сега. Најдобронамерно ова ви го кажувам. Во многу тешка позиција сте, во многу сложена позиција сте, мора многу да внимавате, ако сакате да ви веруваат на зборовите дека односите се добри, меѓуетничките односи се добри, ние ви веруваме, не, јас ви кажувам, не знам, може би не постои некој што не сака да ви кажат, еве ја ви кажувам дека немаат доверба граѓаните во вашата влада и очекуваат бројат денови кога ќе ги предадете. Еве го, зошто, може ли сега да ми говорите, јас кога ќе седнам, кога ова сте го договориле дека уставот ќе се менува и дека македонските бугари ќе влезат во уставот? Кажате ли на нас тука? Не. Не, тоа е во 5+1, односно 4+1. А уште посмешно. 4+1. Краткото име. Вака се
Јас така го разбирам, не сум правник, не сум дипломат, како што кажав, еве, можеби некој од овие ќе стане ќе ми каже. Земја помала членка на НАТО, гарантирана земја поголема членка на НАТО, дека нема да нападне. Дали сум во право во мојава перцепција? Да. Гарантиравме ли со Преспанскиот дека нема да ги нападнеме граците? Гарантиравме ли сега толку е срамота, толку е мизерно веќе, уште колку држави мислат дека ќе ги нападнеме? Знаете ли вие како министар за надворешни работи, треба да знаете, мислам и оној што има, што е наводно, треба да знае, има агенција за разузнавање. Имаме нели 300 служби за безбедност. Колку држави мислат дека ќе ги нападнеме? Еве на сите тие да им кажеме дека нема да ги нападнеме. И да престане ова тортура, која што е накитена со дипломатски изрази, а само на штета на македонскиот народ. Господине Бујар Османи, очекувам од вас да станете и да ми кажете кога од пакетот 4+1 сте договориле, кој ви дал право, кој ви дал мандат и вас и на нелегитимниот премиер Ковачевски, една недела како е премиер, да се договори или вознесен од пречекот. Кој? Прашавте ли некого вие? Кога сте го договорили, дали тоа е точно? Или Дојче Веле, калите тие фактчекерите, лажни вести. Ова воопшто не е наивно, ова воопшто не е смешно, напротив, многу е тажно и очекувам, бидејќи така кажавте на почетокот, ако не се лажам, добро ве следев, дека сакате интерактивна дискусија. Не ги кажавте 4+1, односно 5+1. Имавте и се уште имате можност да си одат новинарите, да си одат сите тие што немаат овај безбедносен сертификат, да имаме затворена седница. Како тоа вие велите дека е работна верзија, а од работната верзија излегуваат документи. Праќате нота до Обединети нации, праќате нота и сега велите ќе се смени уставот. Значи не е работна верзија. Што гледате тука на оваа страна? Што гледате тука? Тука треба да гледате граѓани. Апсолутно. 4+1, господине Бујар Османи, и кој ви го даде правото и мандатот ова да го правите, а без да ги информирате македонските граѓани и пратеници. Благодарам.